Вештачката интелигенција е составен дел од секојдневниот живот, од дигитални асистенти до онлайн купување. Зад оваа иновација лежи и растечкиот еколошки отпечаток. Брзата експанзија на вештачката интелигенција води кон поголема потрошувачка на струја, вода, емисии на е-отпад. Ова ги поттикнува дискусиите и загриженоста за одржливост. Време е за најновата приказна. Останете на МТВ. Вештачката интелигенција наоѓа широка примена во бројни професии. Една од нив е гейминг индустријата, каде свое место има и Македонија со активни тренинг центри. Има поголеми барања вештачката интелигенција во поглед на ресурси, особено на почеток, кога треба да се тренираат тие модели, да се обучуваат луѓето, да се едуцираат, и ќе нешто ново со кое што не многу луѓе немале никакво искуство. Порано на почеток е потребно повеќе време да се одвои, да се научи како правилно да се користат овие технологии. Меѓутоа, на подолг рок тоа се е исплатливо. Веќе неспорно е дека вештачката интелигенција покажува силен потенцијал. Значи, во последните неколку години забележуваме дека вештачката интелигенција покажува голем потенцијал во намалување на трошоците и оптимизирање на работни процеси. Во нашата компанија вештачката интелигенција не е ограничена на еден сегмент, ја користиме буквално во сите тимови. Би извела неколку примери, започнувајќи со автоматизација на работните процеси. Доколку одредени задачи во минатото не требало многу подолг временски период да се извршат и барале голем човечки труд, како на пример тестирање, креирање на нова содржина. Сега со помош на интелигентните алатки истото го правиме во многу пократок период и го намалуваме потенцијалот за човечка грешка. Ова ни овозможува да имаме многу поквалитетни проекти кои што ги извршуваме во многу пократок временски период. Вештачката интелигенција се почесто се интегрира во работните процеси. Компаниите од Македонија сметам дека може да се носат со многу поголеми компании на глобалниот пазар. До сега имаме покажано дека Македонија е одлична земја за развој за IT сферата. Исто така сметам дека е истото и за вештачката интелигенција сега. Има голема група на луѓе кои што сакаат секојдневно да се обучуваат и да ги користат овие алатки. Постои генерална заинтересираност кај луѓето да се обучуваат, да ги користат. Неодамна кај нас во компанијава имаше настан за вештачка интелигенција, кој беше одличен настан со многу јаки предавачи, говорници. Целава сала беше полна со луѓе што се ентузијасти, се заинтересирани и сакаат да ги користат. Тоа покажува дека имаме потенцијал и дека можеме да го искористиме со правилна инфраструктура, со вложување во вработените, во младите, во сите што сакаат да користат вештачка интелигенција. Мислам дека можеме да се носиме со одлични решенија. Македонија има голем потенцијал за развој на центри за вештачка интелигенција. Можеме да забележиме дека вештачката интелигенција се повеќе се интегрира во работните процеси и набрзо истата можеме да кажеме дека ќе стане индустријски стандард. Се поголем е трендот на користење на вештачка интелигенција за генерирање на код, тестирање на истиот, пронаѓање на грешките во кодот и оптимизација на истиот со помош на интелигентни алатки. Би го напоменала исто така и хибридниот начин на комуникација на човек и автоматизираните алатки. Што значи тоа? Во брз временски период човекот многу повеќе ќе се ослонува на алатките за да ги извршува рутинските задачи и ќе ги препушта секојдневните задачи на алгоритмите, а креативците, инженерите ќе можат да се фокусираат на извршување на стратегијата, размислување на нови креативни идеи во своите области. Се проценува дека секое прашање на ChatGPT троши околу 10 пати повеќе електрична енергија, повеќе отколку традиционалното пребарување на Google. Процените укажуваат дека индустријата за вештачката интелигенција би можела да користи енергија колку земја со големина на Македонија до 2027 година.
Развојот на вештачката интелигенција, особено на генеративните Ви-системи, носи нов глобален предизвик, драматично зголемување на потрошувачката на електрична енергија. Користењето на вештачката интелигенција, особено серверите, дата центрите и целата пропратна опрема што се користи за одржување на тие мрежи, според некои статистики представуваат многу голем потрошувач и во последно време играат значителна улога во распределба на потрошувачката на електрична енергија во светски рамки. Значи, според некои статистики, во моментот тие трошат од вкупната електрична енергија што се троши во светот, 1% отпаѓа на овие системи. Верувам дека кога би се применували кај нас во поголем обем, дека и тоа ќе придонесе кон зголемување на потрошувачката на електрична енергија во нашата земја, што ќе побарува да се преземат одредени мерки во подобрување на мрежниот систем, како дистрибутивниот, така и преносниот систем во Македонија. Повеќе аналитичари за енергетската инфраструктура укажуваат дека може да доведе до преоптоварување и прекини на електромрежите ширум светот. Се троши многу енергија и може да се раздели енергијата, трошењето на енергијата за овие модели на два дела. Односно го имате моментот на тренирање на модел, кој што најчесто се случува еднаш годишно, например со секој апдейт на моделот кој што ги прави ChatGPT, OpenAI и слично, кај што се трошат можеби стотици милиони долари или евра за да се истренира еден таков state of the art модел како што е ChatGPT 4, 5 и така натаму. Меѓутоа имате после тоа еден друг трошок за користење на тие модели. Тој трошок е многу мал и тоа го помножите по милиони барања од корисниците и прашања секојдневно, најнастанува и тој трошок не толку занемарлив. Побарувачката на електрична енергија за вештачка интелигенција во Соединетите Американски држави може да се зголеми 10 пати до 2030 година, предупреди најновиот извештај на Институтот за истражување на електрична енергија објавен на 11 август. Податоците покажуваат дека вкупната потрошувачка на вештачката интелигенција се проценува на околу 5 гигавати, но до крајот на деценијата би можела да надмине и 50 гигавати. Најголем двигател на растот е тренирањето на големите комплексни фронтиер модели на вештачката интелигенција. Анализа на холандски експерти покажала дека алатките за вештачка интелигенција користат значителна количина на компјутерска моќ, а со тоа и енергија, секој пат кога генерираат текст или слика. Компаниите се обидуваат да ја подобрат ефикасноста на хардверот и софтверот на овие алатки за да ги направат помалку енергетски интензивни, но зголемувањето на ефикасноста често ја зголемува побарувачката. Еден повеќе јазичен генератор на текст за време на едно обучување троши електрична енергија како 40 просечни американски домови за една година. Имаше некои статистики дека со секое прашање на ChatGPT што го поставуваме се троши, ајде од водата да почнеме, се троши пола литар вода за ладење на тие дата центри и сервери кои што ги сервираат тие одговори. Или се троши ChatGPT годишно трошел енергија колку 100.000 домаќинства во Америка, што е страшно голема бројка. Или ако го преведиме на некој македонски контекст, сите домаќинства во Македонија што би потрошиле за 3-4 месеци, толку ChatGPT би потрошил за една година. Значи можеме со една година енергијата од ChatGPT да ја напојуваме енергијата за домаќинствата во Македонија некои 3-4 месеци. Иако четботовите се само еден сегмент од вештачката интелигенција, најголемата потрошувачка на енергија се случува за време на тренирањето на AI моделите. Пред да стане функционална, вештачката интелигенција бара огромен енергетски влез за развој на системите што ја овозможуваат нејзината употреба. Мислам дека троши многу повеќе од 40 домаќинства. Некоја груба математика, мислам дека може би 10 до 100 пати повеќе трошат, посебно ако се вклучи самото тренирање на овие модели. Дали е оправдано? Јас веројатно дека ќе бидам пристрасен, бидејќи сакам да ги видам кои се лимитите на оваа вештачка интелигенција. Односно, јас сум за тоа да потрошиме, секако,
за да стигнеме до некое плато. Моментално вештачката интелигенција стварно напредува многу брзо и не знаеме кои се лимитите. Беше паметна на ниво на, не знам, средношколец, па на студент на факултет, па PhD левел, така натаму. Кои се лимитите, односно, што се може да открие таа интелигенција? Замислете, сме потрошиле многу милиони, така или милиарди за да тренираме модели, така натаму. Меѓутоа, само еден лек за рак, ако успее вештачката интелигенција да ни помогне да го составиме, или некоја персонализирана медицина, најнаш да се продолжи животниот век за 10 години на секој човек просечно. Значи, тоа се огромни бенефити за општеството и се уште сме далеку да размислуваме според мене колку се троши за вештачката интелигенција, се додека не почнеме да кратиме на нешто друго. Тогаш веројатно ќе се појават тие работи каде што ќе мораме да оптимизираме малку подобро. Секако покрај се, приватноста и нејзината заштита при користењето на вештачката интелигенција е една од големите грижи. Дури и пред ChatGPT револуцијата, веќе имавме примери каде што Google со своите модели од вештачка интелигенција, длабоки невронски мрежи, успеа да ги оптимизираат трошоците што се за ладење на нивните дата центри и серверски центри. И тоа намалување беше за некои 40%. Значи можете да замислите предходно со сите алгоритми кои што сме ги знаеле, со сите експертски знаења како да оптимизирате ладење на тие дата центри, каде да се троши електрична енергија, сме стигнале до некое ниво и потоа имате еден модел на вештачка интелигенција со длабоки невронски мрежи кој што успева за 40% најдоброто од предходно да го спушти. Тоа беше голем бректру што се случи пред 5 години од прилика. Зголемувањето на енергетската потрошувачка за вештачката интелигенција неизбежно носи предизвици за одржливоста, но и можности за иновации. Региони како Централна и Источна Европа поради поволните услови би можеле да станат нови жаришта за изградба на дата центри, додека развојот на енергетски ефикасни технологии ќе биде клучен за зачувување на рамнотежата помеѓу напредокот и зачувувањето на животната средина. Знаеме дека сме релативно сиромашна земја и немаме ние такви ресурси сега да развиваме такви огромни модели. Реално и поголеми држави во Европа не го прават тоа. На ниво на Европа имаме такви 2-3 компании кои што се занимаваат со тоа и се моментално тие модели ги развиваат најбогатите технолошки компании. Дури ни самите универзитети и така натаму ги немаат тие ресурси за да се развијат такви модели. Меѓутоа ние нешто што можеме да правиме и што веќе го правиме е како да ги приспособиме тие модели за некаков локален контекст. Што значи тоа приспособувањето? Па да земам јас модел кој што го истренирал Google или OpenAI, кој што е open source, се уште тука исто има дебата кој се open source, кој се closed source модели, тоа има open source модели, да го прилагодиме за македонскиот јазик, за македонскиот контекст. В принцип во оваа насока беше едно истражување кое што го направивме со наши студенти тука на магистерски студии, баш таков релативно од помалите модели зеавме, бидејќи ресурсите се доста ограничени, и тој мал модел да го дотренирате на македонски податоци, бараше некои поскромни ресурси во споредба со овие милионските, меѓутоа успеавме да го дотренираме за македонски, беше подобар отколку тие другите мали модели што се на исто ниво, кои што се за други јазици. Така да веројатно ќе функционираме со тие open source модели, каде што ќе ги дотренираме за некаков локален контекст со релативно помали ресурси. Исто така, можеби Кина е интересен пример, бидејќи некако го доминира тој open source момент. Сите модели кои што ги развиваат се open source и така натаму. И Кина е доста ограничена со ресурси на некој начин, затоа што не е дозволено да се продаваат најновите, најмодерните чипови на Кина. Заради политички причини и така натаму. Интересно е тие што веќе со 3 генерации поназад чипови, значи многу по-оскудни во процесирачка моќ, успеваат, барем од тоа што го читаме и што е јавно достапно за кинеските модели, да развијат на слично ниво модели. И Македонија има потенцијал да стане дата центар. Се зависи за какви центри ќе се зборува во Македонија, односно со колкав капацитет ќе бидат тие и колкава моќност ќе побаруваат, односно електрична енергија понатаму во системот. Така што ќе треба многу внимателно да се следи тоа и да се
води сметка да кога ќе се потпишуваат некои договори или кога ќе се прават некои анализи и стратегии, да се води сметка и за развојот на електроенергетскиот систем во Македонија, особено производството на електрична енергија, за да може да одговори на тие предизвици, затоа што се тоа центри кои што побаруваат електрична енергија 24/7. Не е тоа, да речеме, ситуација да краткотрајно побаруваат електрична енергија, така што ќе треба да се води сметка, значи ако се работи за помали капацитети, можда и Македонија има простор да го издржи тој дополнителен товар во мрежата, но ако се работи за поголеми капацитети, тогаш ќе треба да се направат и одредени адаптации или надградување на мрежата за да може да ги издржи тој тип на потрошувачи. Концепти на паметни мрежи. Значи тој концепт ќе треба во некоја иднина, сега блиска или подалечна, како ќе биде, зависи како ќе се развиваат тие технологии, да заживее и кај нас. Така што ние имаме веќе одредени операции и функции кои што веќе се спремни за таа паметна мрежа, но велам ќе треба да имаме еден голем таков серверски центар со дата центар кој што ќе управува и со производството и со потрошувачката на електрична енергија. Не оди тоа преку ноќ, значи тоа треба постапно да се менуваат одредени елементи во енергетскиот систем за да можеме да преминеме кон тој начин на управување на електроенергетската мрежа. Нашата енергетска мрежа ги задоволува потребите на Македонија. По однос на производството и по однос на потрошувачката и увозот што повремено ни се појавува во енергетскиот систем, ги задоволува потребите. Се што е сега над тоа, затоа реков и на почетокот дека треба да водиме сметка колкави ќе бидат тие капацитети, со колкава дополнителна потрошувачка на електрична енергија ќе го оптоварат енергетскиот систем. Има сегменти каде што или делови од мрежата кои што можат да ја поддржат. Дистрибутивната мрежа е горе-долу веќе преоптоварена, особено се сведоци на оваа ситуација со големиот наплив на обновливи извори на енергија кои што како во облик на електрични фотоволтаични централи се приклучени во дистрибутивната мрежа. Значи ако погледнете на карта на трафостаници што ја имаат електродистрибуција, скоро сите точки се црвени, значи сите трафостаници се на максимум донесени. Така што во тој дел од мрежата тешко би можело да се доведе некој поголем потрошувач или произведувач, сега во овој случај ако збораме за фотоволтаични централи, затоа ќе треба да се види да тоа најверојатно ќе би биле приклучени ако се тоа големи центри да бидат приклучени на преносната мрежа, ама и таа треба да се види во кои сегменти каде. Кога говориме за вештачката интелигенција, најчесто говориме за незините придобивки со кои што ни го олеснува животот. Но многу малку се зборува за тоа кои се ресурсите кои што ги користи вештачката интелигенција за да може да функционира. Што се е потребно од аспект на ресурсите во поглед на одржувањето, односно во поглед на можноста вештачката интелигенција да биде во функција? Точно е, обичајно ги гледаме резултатите од вештачката интелигенција, а меѓутоа во позадина се крие технологија која што пред се развива наназад многу години, меѓутоа постигна подем и значајни придонеси за да може да го добиеме тој резултат кој што денеска го гледаме изминатите десетина години. Тоа пред се компјутерски системи кои што имаат големи перформанси, имаат можност да процесираат голем број на операции, на пресметки во единица време. Така што особено се важни за да може да се обучи еден модел на вештачка интелигенција. Вообичаено така ги нарекуваме програмите кои што представуваат се специјализирани за одреден тип на решавање одредени проблеми во вештачката интелигенција. Моделите може да бидат мали, може да бидат големи, особено затоа во тие најмногу што сега ги гледаме, тоа се големите јазични модели кои што користат, навистина се големи и користат многу ресурси за да се обучат, а секако и за да се користат понатаму бидејќи повторно побаруваат ресурси значителни за да може да се впуштат во работа истите.
Имаше некои анализи дека при тренирањето на вештачката интелигенција се користи електрична енергија колку да речеме една помала земја. Вистина ли е тоа? Па тоа е можда за повеќе. Еден модел вообичаено зависи по познатите ChatGPT 4 или поновите трошат се извештаите кажуваат дека се потрошени околу 100 мегават часови електрична енергија, што навистина не е мала бројка, меѓутоа и не е толку многу голема. Меѓутоа не е еден модел дека се тренираат стотици и илјадници модели. Многу често моделите, еден е делот за тренирање на моделите, кога истите се создаваат од почеток. Втор момент е кога тие се дотренираат со нови податоци секојдневно и тоа исто така зема значителни ресурси. А третото е користењето, тоест така нареченото inference на англиски, меѓутоа кога истите се стават во функција за да може да одговараат на прашања, тоест на поставени проблеми да дадат решение. Тогаш трошат најмалку, меѓутоа во тој момент истовремено ги користат милиони корисници кои што помножено едното со другото дава голема, исто така значителен капацитет на ресурси кои што се потребни. Колку сме свесни ние дека трошат ресурси и еве колку електрична енергија троши едно обично прашање кое што го поставуваме на ChatGPT или колку троши ресурс кога треба да се направи една фотографија? Да. Па тука се разликуваат од комплексноста на прашањата. Сепак ChatGPT е голем јазичен модел кој што исто така бара доста ресурси во позадина, па од тие причини иако тоа трае многу брзо, и за најмалото прашање троши во рангот на околу 10 ват часови. Да речеме споредбено Google едно пребарување троши помалку од 1 ват, значи некако можда од 10 до 20 пати повеќе е едно прашање да ви го одговори ChatGPT од Google. Меѓутоа Google е пребарувач, тој само пребарува брзо низ голема база на податоци, додека ChatGPT гради контекст, па потоа сето тоа се одговара на прашањето. Еден телефон мобилен да се наполни е 20-30 ват часови, зависи од големината на батеријата, може и повеќе. Меѓутоа не е значително е количината на енергија, сепак тоа како една ЕТС можда во поново време штедливи електрични сијалици да работат 1 час. Што е едно прашање. Меѓутоа ако тоа е 1000 прашања во текот на истовремено, тогаш тоа веќе доаѓа до десетина киловати, па може и повеќе, така што тоа е само најосновното. Доколку сакате да генерира текст, значи малце подолг излез, тоа може до 20 пати или слика до 50 пати повеќе, така што генерирањето на слика е навистина сложен процес во позадина кој што исто трае долго, зема многу ресурси, зема големи пресметковни ресурси и тоа троши енергија која што не е занемарувачка. Можеме да споменеме и дека и OpenAI и Google веќе започна да ги споделуваат податоците колку електрична енергија е потребна кога се пребаруваат или кога се поставуваат прашања на нивните асистенти, но електричната енергија е само еден дел од ресурсите. Има и други ресурси кои што се користат, па во таа насока би сакала да споменеме дека се користи водата како ресурс, особено кога треба да се разладат системите кои што се загреваат. Точно, големите податочни центри имаат две основни потреби. Едното е електрична енергија, многу. Обичајните дата центри се дури достигнуваат новите до 10 до 20 мегавати моќност. Меѓутоа истите навистина имаат потреба, сета таа енергија која што влегува, електрична енергија влегува во компјутерските системи за пресметување, генерира најмногу се испушта како топлинска енергија. И топлинската енергија потребно е да се пренесе надвор во околината со цел да системите може да функционираат. Сега начинот на ладење, на разладување
Постојат повеќе технологии, тука машински инженери повеќе може да кажат за тоа, а ја малку лаички, меѓутоа постојат секако таа енергија се превзема преку некаков медиум, дали е течност, дали е воздух од самите сервери и потоа патува до друго место каде што повторно се разменува кон атмосферата или најчесто кон атмосферата. Сега тука постојат за крајното разладување кон атмосферата може да биде повторно со енергија, значи повторно да имаме струја за да се разлади, да се вклучи, што е повторно дополнителен трошок и некаде треба да се произведе таа струја. Така што тоа најчесто се додава како трошок и кога се прават пресметките колку троши поточниот центар не само за пресметување, туку и за разладување. А во некои ситуации, доколку имаат можност да бидат блиску до вода, се користи водата како поефикасна, енергетски ефикасна начин да се олади, како што е дури во термоелектраните, водата што се користи се разладува со помош на ладилни кули и така натаму, меѓутоа тука водата ја губиме во атмосферата како пареја. Така што во таа ситуација имаме потрошувачки на вода во некои дата центри. По новите дата центри кои што се градат во последните години се насочени да имаат што е можно помалку користење на вода, дори воопшто да немаат користење на вода, тоест да бидат затворени системи. И разладувањето да оди со помош на воздухот, така што да не се троши таа секако вода е питка вода или проточна вода која што не може со солена секако, која што имаме, знаеме дека питката вода е околу 2-3% од целата вода на планетата, така што многу малку вода има која што сепак треба економично да, а не се старите податочни центри трошеа многу вода. Дори имаат и таква мерка која што ја кажуваат колку литри на ват потрошувачка имаат и дури големите cloud провайдери кои што најчесто и се сместуваат сите системи за процесирање со вештачка интелигенција, декларираат дека се повеќе тенденција на намалување на таа бројка од 0,3-0,2 литри на ват до некоја си дали може да некој од нив и цел дека во наредните 10-20 години ќе стигна до 0. Што на некој начин секако водата некаде па ја има и премногу. И затоа податочните центри па се поевтини да се постават во такви околини, пример во Исланд, таму има дури енергија топлинска од друга аспект, ама и ладно е. Во северните земји како што е Норвешка, Шведска, каде што природно има или многу вода или воздухот е поладен, па и податочните центри таму поекономично енергетски работат. А и од друга страна дури секако и како еден аспект е и од каде доаѓа електричната енергија за податочните центри. Таа може да дојде од обновливи извори како што се вода, како што е ветер или сонцева енергија, а може да дојде и од фосилни горива или од нуклеарни извори. Така е, голем дел од земјите веќе започнуваат со стратегии за искористување на обновливи извори со цел да одговорат на барањата кои што ги наметнува користењето на вештачката интелигенција. Би сакала да споменам, постои ли страв дека ќе снемаме електрична енергија со оглед на тоа дека проекциите се дека до 2030-та ќе имаме забрзано употребување на асистентите на вештачката интелигенција во секојдневието? Секако тоа ќе предизвика зголемување неколкукратно. Меѓутоа не ми се верува дека некако проекциите се дека ако денес за сите, да кажам, компјутерски системи, најголеми потрошувачи тука се податочните центри каде што или дата центрите на големите компании, достигнуваат неколку проценти од светската потрошувачка на електрична енергија, 2-3%. Има и песимистички и оптимистички трендови, меѓутоа истите кажуваат дека најпесимистичките дека тоа може да се зголеми и до 5-6% за 10 до 15 години. Меѓутоа тука треба секако да го земеме факти дека
не само за да постигнеме поголема моќност, не мора да ставиме повеќе единици со кои што ќе трошат повеќе енергија, туку дека се интензивно се развива и се работи на развој на нови технологии за каде што се извршува вештачка енергија на нови процесори пред се, кои што ја трошат истата електрична енергија, меѓутоа имаат двојно, тројно поголеми перформанси, тоест број на операции кои што го извршуваат во единица време. Така што ја повеќе сметам дека технологијата има и такви закони во информатиката кои што ја кажуваат уште од 80-тите години, значи од пред 50-ти на години, да кажам, кои што предвиделе дека моќноста ќе се дуплира на секои 18 месеци или големината на податоци ќе се дуплира за помалку, така што ќе растат и податоците, растат и перформансите на системите кои што ги обработуваат, така што сметам дека енергијата ќе остане горе-доле константа, нема да расте премногу, ќе расте секако, меѓутоа мислам дека незначително повеќе. Да, факт е дека многу од компаниите веќе размислуваат за опција одржлива технологија со цел да излезат во пресрет на овие моменти. Во таа насока би сакала да споменем уште еден аспект. Би сакала да го споменем оној еколошки дел. Што ќе се случува со, на пример, ќе излезе нов процесор, како ќе се чува еколошки отпадот за да не ја загади планетата? Точно, електронскиот отпад е еден од отпадите кои што содржи доста штетни материи во себе, пред се тешки метали кои што се дел од производството. Меѓутоа истите мислам дека можат многукратно да се рециклираат со соодветни ресурси. Така што од кога ќе се процесот законската регулатива постои, постоите вини на факултетот, секогаш кога ќе требаат застарените, се јавуваме кај соодветни компании кои што имаат лиценца за да вршат отпад. Понатаму нивното следење треба да го врши некој друг, како понатаму тоа се уништува и се рециклира и каде тоа сето завршува. Секако постои предизвик, бидејќи тој тип на отпад не може да се складира било каде или да се остави на забот на времето да се уништи. Меѓутоа може многу од него да се излече. Тој има во себе и вредност, покрај тоа што за нас може да е безвреден како пресме за да работи, за да пресметува. Има вредност во сите тие тешки метали кои што или други типови на компоненти кои што може да се реискористат во производство на не мора на процесори, меѓутоа на други елементи. Тука сметам дека Европа доста вложува особено има една листа на најбрзи суперкомпјутери, па тие исто прават и на најзелени суперкомпјутери. Зелени од аспект на еден аспект е пред се енергијата што ја трошат, тоа е најмногу што влијае во тоа, меѓутоа има и други аспекти на зеленост, така што многу често и технологијата се менува со цел да биде полесно да може да се рециклира. Големината на моделите е дел од приказната. Тоа повлекува и потреба од големи податоци, односно од големо количество на податоци за нивно тренирање и големи хардверски ресурси за нивно тренирање. За пример, ММС моделот е трениран на 500.000 часа говорен материјал на 1500 јазици. И при неговото тренирање се искористена мрежа од 64 графички картички од типот A100, секоја со по 80 гигабајти графичка меморија. Вакви ресурси во Македонија и во други помали земји нема на располагање, така што директно тренирање на овие модели не може да се реализира локално. Меѓутоа сепак може да се работи развој на адаптирани модели, односно и на помали модели за потребите на локални јазици, како на пример за македонскиот. Групата за говорни технологии на ФЕЙТ веќе имаме работено систем за препознавање на македонски, кој што е систем со помал број на параметри, а исто така Центарот за напредни
интердисциплинарни истражувања на УКИМ, ЦЕНИС, направи прилагодување на Whisper, на големиот модел, за македонски јазик. Тоа беше модел од буки кој што е слободно достапен и може да го користи и научната заедница и бизнис заедницата. Дата центрите не се индустријски инсталации, па немаат директно негативно влијание во форма на загадување на животната средина, меѓутоа имаат потреба од голема количество на електрична енергија. Па поради тоа Македонија како земја би можела да стане поатрактивна за изработка на вакви центри со вложувања, капитални вложувања, да кажеме, во подобрување на производството на електрична енергија, а тоа би довело и до низа подобрувања во сите нивоа на општеството. Со појавата на длабокото учење на сложените архитектури на невронски мрежи се направи една вистинска револуција во полето на говорните технологии. Например, се постигна резултати кои што се блиски до човечките резултати, односно, например, во синтезата на говор се постигна синтеза на говор која што е еквивалентна или тешко е да се распознае од човековиот говор, што не беше возможно пред појавата на овие архитектури. Меѓутоа, нивната сложеност повлече потреба за поголеми хардверски ресурси во видот, например, на графички картички, и поради тоа повеќето од овие системи работат на сервер, значи работат во облак. Денеска се работи на оптимизација на овие модели. Денес серверските решенија се де факто стандардот во говорните технологии. Повеќето компании, речиси сите компании кои што работат во ова поле, нудат технологии во облак за реализација на системски решенија. Меѓутоа, паралелно на тоа се работи на иновации и оптимизација на овие модели со цел да се намали нивната големина до ниво на кое што веќе ќе бидат употребливи и на помали уреди. Пред се станува збор за мобилни паметни уреди, телефони и таблети. Ова, освен што ќе намали енергетската потрошувачка, ќе доведе до поголема брзина. Влијанието на вештачката интелигенција се протега подалеку од високата потрошувачка на електрична енергија. Во таа насока во фокусот влегуваат и потрошувачката на вода и електронскиот отпад. Моделите на вештачка интелигенција трошат огромни количини електрична енергија базирана на фосилни горива, што значително придонесува за емисиите на стакленички гасови. Природата е занемарена и тоа не е само заслуга, односно последица на вештачката интелигенција. Ако погледнеме сега каков ни е статусот и како се однесуваме кон животната средина, не е дека ние сме сега на некој пиедестал, дека ни е ставена или дека ни е приоритет. Некаде е, во многу помалку држави е, отколку што не е. Потребата од напредни системи за ладење во центрите за податоци со вештачка интелигенција исто така води кон прекумерна потрошувачка на вода, што може да има сериозни последици врз животната средина во регионите со недостиг на вода. Три аспекти се енергијата, како што спомнавме, еден од аспектите, или ресурсите како што е вода, енергија и така натаму. Меѓутоа, моментално дури не се размислува, не е толку проблем енергијата, иако малку звучи тоа чудно. Моментално борбата е кој повеќе ќе има чипови, кој повеќе ќе има графички картички. Значи тоа се чиповите на една страна и мислам дека таму е најголемиот bottleneck, затоа што Nvidia е единствената фирма која што ги сервира тие чипови. Google нешто има некој свој, меѓутоа таму е реално голема борба. Потоа се борбата за податоци, дата центри и така натаму. И енергијата е третиот концепт. И американците барем, бидејќи овие фронтиер модели или главните модели најмногу се развиваат моментално во Америка, не се многу загрижени за енергијата и мислам дека решението се некои можеби дури мини нуклеарни централи кои што би биле само за дата центарот кој што би сервирал еден таков голем јазичен модел од вештачка интелигенција. Ова е многу важно прашање и за нашата земја. Пред се зборувам од аспект да ќе мора многу законската регулатива да биде убаво дефинирана, за да не се доведеме во ситуација да не ескалира целата ситуација. Точно е дека се тие огромни потрошувачи на вода, и тоа на свежа вода, знаејќи дека пак многу е мал процентот во светот на свежа вода. Че има водни површини на земјината топка, ама
огромен дел е солена, таа не може да ја користат за ладење, така што се користи она свежа вода која што пак луѓето ја користат за пиење и за разни други потреби. Така што ќе треба многу внимателно да се дефинира кои количини, како ќе се користат, од каде ќе биде таа вода користена. И сега нормално се намекнува и другиот дел, а тоа е електронскиот отпад кој што останува зад нив, особено ако знаеме дека во тие дата центри се користат и уреди за непрекинато напојување кои што користат пак батериски системи за складирање на таа енергија, која што во дадена ситуација кога тие би имале прекин, би стапиле со напојување на тие центри. Тоа се материјали кои што денес се користат, ама се уште не сме дојдени до тоа ниво да е дојден крајот на нивниот работен век, за да ние знаеме сега што понатаму. Значи, во моментов се прават стратегии да можат тие системи и таа опрема да се рециклира. Краткиот животен век на графичките процесори и другите компоненти резултираат со растечки проблем со електронскиот отпад, бидејќи застарениот или оштетен хардвер често се фрла. Производството на овие компоненти бара екстракција на минерали од ретки земји, процес што ги осиромашува природните ресурси и придонесува за деградација на животната средина. Одговорноста за животната средина е на секој од нас, вклучително и на компаниите кои создаваат вештачка интелигенција. Одговорноста е поделена. Сега на нас ни е ставено на располагање нешто што е ново, нешто што е интересно, нешто што е возбудливо. И не може да се сопре процесот сега да им се каже на луѓето готово, сега го имавте па го немате, значи тоа е една нова придобивка на новото време, на новата технологија и многу тешко луѓето лесно се навлекуваат на такви убави, сјајни играчки и многу е тешко сега да им кажете не може сега веќе заради тоа што ете така треба да се грижиме, нема да помине, тоа нема да помине. Но сепак најголемиот товар паѓа на компаниите. Значи грижата за животната средина паѓа врз нив. Што можат тие да направат? Може да даваат извештаи за тоа колку користат енергија, колку користат струја, колку користат вода. Значи може да се трудат да прават апликации кои што ќе оставаат помал отпечаток. Може да се погрижат да ги ставаат своите дата центри, односно да ги базираат дата центрите на места на кои што ќе можат да овозможнат обновлива енергија. Она што можеме ние да го направиме е да вршиме некаков притисок дека ќе ги форсираме или ќе ги користиме многу повеќе оние играчки кои што ќе доаѓаат од компании кои што ќе го имаат предзнакот на еко, да речеме. Неопходна е законска регулатива. Доколку постои волја, инаку сега во овој момент сметам дека не, заради тоа што во моментов нема ниту една регулатива која што ќе оди во прилог на обврзувачки акти некакви за компаниите кои што користат односно кои што создаваат вештачка интелигенција. Значи, дали може да стане позелена? Секако дека може, доколку самите компании, како што спомнав, ќе се погрижат за сите овие сегменти. Обновлива енергија, еве ги. Stargate проектот, например, ќе биде базиран, тој е големиот проект на американските AI компании, кој што ќе биде базиран во Тексас. Треба да се базира на користење на сонце, односно на обновливи енергии во тој дел. Како ќе биде? Бидејќи површината колку што се зборува сега, немаме многу достапни информации, треба да биде голема колку Менхетан. Значи тоа се дата центри на кои што константно им треба прво да им се обезбеди струја, значи тоа се големи резерви кои што ќе се повлечат и второ на тие сите софтвери им треба константно ладење, значи одржување на температура. Ладењето значи повлекува вода. Тоа се најголемите минуси кои што компаниите кои што работат со вештачка интелигенција ги ставаат на контото на животната средина, значи користењето на многу струја и навлечењето на многу вода. Инаку има некои истражувања, многу малку податоци постојат инаку за оваа сфера, многу малку информации може да се добијат, освен од некои од меѓународните сателити кои што собираат како мапираат, односно во кои држави, во кои места, во кои сегменти нели има испуштање повеќе на метан во воздухот и некако така се генерира дали се добиваат информации дали постои компании колку тие прават штета, но постои едно истражување, Google го имаат објавено е дека еден промпт кој што го внесуваме во некоја од апликациите на вештачка интелигенција практично троши 5 капки вода.
колку пати ќе му се обратите на својот AI асистент. Нели, тоа количина се зголемува, колку луѓе користат, тоа се веќе океани. Литри, милиони литри вода дневно кои што се користат за одржување на овие системи. Може да се направат да бидат позелени, но мислам дека во овој момент не им е тоа приоритет. Најблиску до некаква форма на регулирање, да речеме, се одредени закони во Европската Унија кои што ги обврзуваат компаниите да даваат извештаи за тоа колку користат енергија, струја и вода. Па некако тоа индиректно се однесува и на AI компаниите, значи ги става во некакви рамки. Дополнително складирањето и преносот на огромни збирки податоци што се користат во обуките за вештачка интелигенција бараат значителна енергија, што дополнително го зголемува еколошкиот товар на вештачката интелигенција. Без соодветни мерки за одржливост, експанзијата на вештачка интелигенција може да ја забрза еколошката штета и да ги влоши климатските промени. Дефинитивно во таа насока се оди, исто така може би не директно вештачката интелигенција, меѓутоа се прави малку рационализација, односно каква енергија се троши, дали се троши енергија, зелена енергија од обновливи извори на енергија или се троши енергија која што е произведена може и во некоја термоцентрала кај што се троши јаглен и така натаму. Така да сега веќе и самите сервери или клауд центри се паметни, односно кога ќе стигне некое прашање, ајде да речеме за процесирање, не знам, како јас како корисник од Македонија, например, навечер, во Македонија навечер произведуваме така од термоелектрана енергија, која што е валкана енергија, не е зелена енергија, тоа може да го процесира не серверот во Македонија, иако нема сервер во Македонија, меѓутоа не серверот кој што се наоѓа кај што е може би вечер, ќе го испрocesира серверот што се наоѓа во Америка, кој што е дење, па имаме соларни панели и така натаму, односно ќе се потроши истата енергија, само зелена енергија. Така да и такви моменти се среќаваат во последно време. Тоа што го направи OpenAI со последниот ChatGPT 5 модел. Бидејќи OpenAI моментално најголемиот играч, сервира, не знам, милиарди корисници со нивниот ChatGPT и трошоците им беа огромни. Што направија? Например, ако го споредите ChatGPT 4.5, кој што беше, не знам, пред пола година, и ChatGPT 5, ChatGPT 5 е помалку троши енергија, ама е исто добар, ајде да речеме, како крајен корисник, не гледам некоја голема разлика помеѓу тој и тој. Така да се повеќе се оди на помали модели и нешто што во ведија тие за прв пат беше тоа некој паметно рутирање на прашањата. Односно, ако имаш едноставно прашање, нема потреба да трошам многу време за да ти го одговорам прашањето. Нема потреба да трошам многу енергија за да го одговорам прашањето. Така да едноставни прашања ќе добиваат поевтини одговори, посложени прашања ќе добиваат поскапи одговори. Тоа ChatGPT 5 го прави автоматски во позадина. Вештачката интелигенција може да има улога во поефикасно користење на струјата од обновливи извори во текот на денот кога се јавува хиперпродукција. Токму и затоа се важни така наречените паметни центри. Според некои овака анализи и стратегии на така наречени паметни мрежи, кој што е концепт кој што доправа треба да стапи во пракса. За сега има само мали пилот проекти со одредени мали градови или населби каде што би требало вакви големи дата центри со моќни компјутери и со помош на вештачката интелигенција да ги предвидат сите сценарија што може да се случат во електроенергетската мрежа и на операторите, во овој случај диспечерите, да им понудат низа од решенија кои што сега тие согласно своите специјалности ќе можат да определат или да донесат одлука кој сценарио да се искористи, за да имаме оптимално искористување на електричната енергија, оптимално искористување во овој случај ќе биде на обновливите извори на енергија, се со цел да имаме непрекинато наполјување со електрична енергија на сите чинители во системот. Големите технолошки компании како Google и OpenAI веќе започнаа да објавуваат податоци за потрошувачката на енергија на нивните системи за вештачка интелигенција. Но бројките што ги споделуваат не ги земаат предвид огромните количини електрична енергија потребни за првичното тренирање на моделите на големите збирки податоци. Време е за артикулација.
Google сподели дека едно текстуално барање до нивниот софтвер за вештачка интелигенција Google Gemini AI Assistant користи малку помалку електрична енергија од 9 секунди гледање телевизија. Според проценките, просечната потрошувачка е 0,24 ват-часови по текстуално барање. Покрај тоа, околу 5 капки вода или 2,26 мл се користат за ладење на центрите за податоци што работат со вештачка интелигенција. Слични се и проценките на OpenAI, креаторот на ChatGPT. Во јуни тие објавија дека просечното барање за вештачката интелигенција троши околу 0,34 ват-часови, приближно иста количина енергија како рерно што работи една секунда. Експертите очекуваат дека поединечните барања на крајот ќе трошат помалку енергија, благодарение на напредокот во чиповите и серверите. Во обид да се справат со предизвикот, многу земји започнаа вложување во модернизација на своите енергетски системи, вклучително и поставување нови трансформатори и примена на напредни технологии за управување со енергетските пикови. Тоа беше се во приказна, довидување до следната недела.